digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Добре да те повторно на каналот. И денеска би сакал да разгледаме некои графикони и да видиме дали сме блиску до врвот на овој цикл за биткоин и каде точно се наоѓаме. Па така, ќе почнеме со овој Моронов тука. Доколку го исполни ова што веќе го изјавил, можеме да дојдеме до формирање на овој циклус, на четвртиот циклус, кој што би бил left translated, и да го ресетираме сентиментот тука во овој циклус и повторно да продолжиме нагоре во новиот неделен циклус, така да се уште треба да видиме, бидејќи тука има мала консолидација сега, да видиме каде ќе се придвижиме. И моментално можеме да видиме каде се наоѓаме тука. Веројатно ова е бранот C, односно има информација A и B, C на мал таймфрейм тука, и бранот се секогаш има 1, 2, 3, 4, 5 движења и секако златната зона на Фибоначи, која што би требало да ја погодиме. Ова е на мал таймфрейм, а подоцна ќе развиваме и некои чартови кои што ќе го покажеме ова. И моментално можеме да видиме дека Етериум има слична сценарија како од претходниот bull market. Тука имаме канал во кој што се движиме, имаме пробив, ретест на оваа зона и продолжување нагоре. Како што можеме тука да видиме, повторно имаме канал на движење и голем раст во претходните денови. Веројатно ќе имаме мало странично движење тука и ретест и продолжување. Можеби до оваа зона тука од 8000 останува да видиме. И како што можеме да видиме на оваа слика, помеѓу првиот и вториот врв имаме 210 дена. Тоа се случуваше во претходниот bull market и тука го формираме целиот врв, после кој продолжува во bear market и моментално можеме да погледнеме дека од оваа зона тука до оваа зона имам 209 дена. Моментално сме на 18 јули, каде што 210 дена би биле утре, што би требало да ни покаже некој сигнал, каде што можеби би го формирале врвот. И не би сакал да кажам дека ова е врвот, но верувајте, има многу индикации за тоа. И сега дека се придвижуваме кон врвот, го немаме тоа чувство, верувате дека голем број на луѓе нема да соберат профит повторно и можеме да кажеме слободно дека наративот кој што ќе провладува во ова движење, доколку продолжиме уште нагоре, ќе биде тој дека одиме уште повисоко, уште повисоко, уште повисоко, и тоа е делот од оваа фаза кога всушност треба да се продава, а не да се купува или пак да се чува. А Етериум прави огромен шорт сквиз, што значи дека додал 150 милиарди маркетна капитализација и секако продолжува нагоре до каде останува да видиме. А овој човек е присутен и на врвот и на дното на биткоин и очекувам се повеќе овакви вести, бидејќи не знае за доста и едноставно купува и на врвот, купува и на дното и во средината и не го интересираат каде сме на пазарот. Тој верува во ова, но верувам дека и тајно собира некои од профитите. А алткоините експлодира. Последно видео кое што го поставив, голем број на алткоини експлодира и можеме да видиме на тренд линија тука и уште една да поставиме. До каде ќе оди ова? Веројатно
ќе завршиме тука околу 75-80, па може да одиме и до 100. Не можеме да знаеме, но како што можеме да видиме, многу брзо се движиме во овој индикатор. Дали ќе имаме огромна алт сезона или пак многу помало од претходните, не можеме да знаеме, но едноставно треба да ги следиме овие технички индикатори кои што би ни покажале каде сме на пазарот во секој момент. А тука можеме да видиме дека адресите со повеќе од 10.000 биткоини постојано се намалуваат, односно тие луѓе продаваат и си го собираат профитот кој што веројатно го купувале во претходните години од постоењето на ова средство, така да не е лошо да се соберат профити во овој дел од бул маркетот. А тука можеме да го погледнеме индексот CBBI, тој е на 82 поени, би можел да кажам, и секогаш ќе дојдеме до 97, тука претходно сме биле на 100. Како што можете да видите, не сме во рана фаза на bull market, туку сме во многу доцна фаза, каде што треба да се размислува добро за продавањето. Доколку поставиме тренд линија, тука можеме да погледнеме, можеби ретест на оваа тренд линија би го донел врвот на овој циклус. И сега, тука овој индикатор ни покажува дека моментално сме во фазата на верување и моментот кога ќе ја допреме оваа фаза, претходно сме се задржале малку повеќе, но последните два пати сме имале само обичен допир на таа фаза и потоа следел bear market, што значи дали овој пат ќе имаме уште помало скртување, можеби ќе достигнеме до ова ниво некаде и да продолжиме во bear market, останува да видиме. И тука можеме да забележиме колку пати биткоин бил пребаруван на Google и ова покажува дека сме почнале да раснеме тука и очекувам можеби движење до овие делови тука. Ова е bear маркетот 2022 година. Очекувам можеби да пораснеме до некои си 56, 70, па и повеќе. Не можеме да знаеме, но полека но сигурно се движиме кон главниот врв за овој циклус на биткоин. И како што можеме да забележиме тука, имаме 78 недели од халвегот па до врвот, точниот врв на биткоин во претходните циклуси. 78, повторно 78 и повторно 78. Сега можеме да погледнеме на графиконот, каде се наоѓаме и како тоа можеме да видиме тука од 22 април 2024 година, доколку земе да го измериме тој период на реален чарт, тука и каде моментално се наоѓаме, што значи дека 78 недели би биле на 20 октомври, кој што кореспондира со неделните циклуси, кои што ќе ги разгледаме сега, и да забележиме некои други интересни работи кои што се случуваат моментално за биткоин. И ајде да погледнеме сега. Моментално сме во четвртиот циклус од дневниот. Веројатно ќе имам мал ресет на сентиментот. Потоа, доколку немаме тука left translated, можеби би имале во следниот, веројатно може да биде и петиот тука во октомври. И како што можете да видите во овој чарт тука, доколку ја споиме оваа тренд линија и ја споиме оваа тренд линија, можеме да ја добиеме оваа формација. Како што може да видите тука имаме финална фаза од бранот на Елиот, од неговата теорија која што ни го покажува овој чарт, и можеме да видиме дека
каде завршува чарт, се формира петиот бран и потоа одиме во bear market. Тоа може да биде случајот и сега, како што можете да видите оваа тренд линија тука, јас имам обележано тука околу 150.000 таргет, која што реално, според мене, може да биде повисоко во овој период, никогаш не можеме да знаеме. А што би можеле да кажеме за помал период на биткоин, односно на помал таймфрейм, можеме да видиме една корекција тука, доколку избереме со Фибоначи, би можеле да ја достигнеме оваа зона тука, и со достигнување на оваа зона би можеле да се одбиеме, да го формираме дневниот циклус и можеби да продолжиме во петиот, кој што ќе биде left translated и со огромно движење нагоре, но не можеме да знаеме. Моментално сме во таа фаза и како што можете да видите, ова е корекција ABC, A, B, C, класична корекција од теоријата на Елиот. Доколку ги знаете, имаме три вида на корекции, ова е едното од нив и овој бранот C е обично со 5 движења надоле. А да погледнеме и биткоин доминацијата сега, моментално, тоа што го очекувавме, огромен пат на биткоин доминацијата и таргетот би бил тука. Моментално и мораме да видиме што ќе се случи тука, доколку доминацијата повторно почне да расте, ќе имаме повторно зголемување можеби на цената, но тоа ќе го ставиме да видиме. Имаме еден интересен чарт за MicroStrategy, каде што можеме да погледнеме. Веројатно ова е формацијата на врвот. Секако може да продолжиме нагоре, но ова е огромна свеќа, каде што имаме огромна продажба и можете да видите разликата е огромна, каде почела и завршила цената, и доколку ја обележиме оваа свеќа, дали ова веќе почеток на дистрибуција, не можеме да знаеме се додека не ги пробиеме овие тренд линии, така да останува да видиме. А Етериум, можеме да видиме, Етериум почна да го прави своето и огромен раст тука. Верувам дека ќе имаме пробивање на оваа тренд линија и можеби мал ретест и продолжување нагоре, а каде ќе заврши не можеме да знаеме, бидејќи претходно покажавме чарт, ова го предвидовме пред време, доколку ги погледнете моите видеа, и сега едноставно треба да чекаме доколку поставиме тука тренд линија. Ова е огромен раст и се уште немаме знаци дека Етериум би сакал да се коригира. Уште една тренд линија, можеби би имале мала корекција тука во оваа сесија во август и потоа би имале последен замав кој што би го можеби формирала тој врв и за Етериум. А златото моментално уште сме во странично движење, покажува некоја јачина тука овие денови, но остануваме во овој циклус во вториот, и откако ќе го формираме ова второ ниво од дневниот циклус, можеме да очекуваме нагло зголемување во третиот циклус тука и да продолжи златото да се движи нагоре, додека биткоин можеби ќе се коригира малце. А сега да го погледнеме и S&P 500. Веројатно сме го формирале овој дневен циклус за S&P 500, бидејќи имаме позитивно движење на MACD,
и позитивно движење на овој индикатор тука. Така да продолжуваме нагоре, а 2 годишните обврзици сега можеме да ги погледнеме. Тука и можеме да забележиме дека уште сме во надолно движење, надолен тренд, така да можне овие да паднат уште повеќе и да добиеме намалување на каматните стапки, но сето тоа е претпоставка. И еден од гледачите ме праша да разгледаме 2 коини кои што ќе ги разгледаме сега, а тоа се VET и Alchemy Pay. Како што можеме да видиме, ова е формација веројатно ABC и видите каде завршила таа формација на златната зона на Фибоначи и имаме пробивање на таа зона моментално. Не можеме да знаеме каде ќе завршат овие цени, едноставно треба да ги следиме овие тренд линии и постепено нагоре да се продава. Како што можеме да видиме, уште една тренд линија тука може да поставиме и ова е главната тренд линија и секое прекршување на оваа тренд линија би требало да продаваме помалку и се додека се следи оваа тренд линија, тука добро, може би првиот таргет би бил оваа зона тука, која што би требало може би да се собере малку профит, но секако тоа го оставам на вас да одлучите и да погледнеме и Alchemy Pay и како што можеме да видиме, тука сме пред пробивање. Секако, ова може многу лесно да се одбие и да провозни надоле, но очекувам малку поголемо движење, може би до овие делови тука, сега за сега. И ова е главната зона, каде што овој кој би се движил и секој, ова може да го имаме скоро секој пат. Голем раст, одбивање, голем раст, одбивање, голем раст, одбивање. Се додека маркет мейкерите не се одлучат дека веројатно доволно акумулирале за да ја придвижат оваа цена нагоре од тука. Така да полека, додека се придвижуваме на овие врвови, можете да продавате и никогаш не оставајте да продадете на самиот врв, бидејќи верувајте дека многу тешко ќе го погодите. И тука би сакал да завршам и повторно да ве повикам да се претплатите на овој канал, доколку гледате вредност во овој канал, слободно можете да го препорачате на своите пријатели, да ги погледнат и овие видеа кои што мислам дека се многу битни, доколку сакате да ја разберете суштината на овој канал. Како што можете да видите, овие 3 видеа се многу битни. Се надевам дека ќе успеете да ги разберете и да оставите на време за да успеете да го абсорбирате материјалот и секој ден да бидете се подобри и подобри. Толку од мене за денес, се гледаме следното видео. Поздрави, чао, чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my